Проблеми со патната инфраструктура каде живее ромското население, нерегулирано државјанство и престој во Република Македонија, дискриминација при вработувањето. Ова се дел од идентификуваните проблеми на ромската заедница во Тетово по спроведеното истражување во рамки на проектот за јакнување на учеството на ромите во демократските процеси, кои беа презентирани на денешниот собир. Како поспецифични проблеми кои што произлегува од самото истражување, а се внесени во анализата е, недоволно добрата инфраструктура по населбите и улиците каде што живеат претежно роми, например недостатокот на атмосферска канализација, па потоа кога во време на поројни дождови се поплавува и не поминува, лошата инфраструктура на повеќето улици, за пример ги земам Кичевска, Прохорчинска, Пролетерска, Јадранска во населбата Поток. Друг проблем е недостатокот на настава по ромски јазик. И поради тоа ромските ученици се принудени да посетуваат настава на македонски и албански јазик, и затоа една од препораките е да се воведе факултативна настава по ромски јазик. Потоа ниската стапка на вработеност на ромите во Тетово, особено во општинската и државната администрација, како и директната и индиректната дискриминација при обидите за вработување поради етничката припадност. Тешкотиите при легализирањето на своите домови. Она што е карактеристично за општина Тетово, кое што го забележавме од нашата анализа, е дека иако има доста силни врски локалната самоуправа со ромската заедница, иако имаме доста силни невладини организации кои што активно делуваат на локално ниво, а исто така има доста силни политички партии кои што делуваат во своето постоење, сепак во локалната самоуправа Тетово нема вработено воопшто роми во администрацијата, кои што редовно ќе ја следат состојбата на ромската заедница и кои што ќе можат да инициираат одредени активности за подобрување нивната состојба. На собирот беа презентирани и предлог решенија за подобрување на состојбата на ромската заедница во Тетово. На денешниот собир, всушност пред донесувачите на одлуки на локално ниво, пред политичките партии, пред невладините организации, пред самите жители роми, ќе се разгледа општинскиот профил кој што е подготвен од оваа анализа и кој што го нудиме да се користи како алатка при надминување на идентификуваните проблеми од секоја вклучена страна која што би можела да помогне во решавање на овие проблеми. Конкретно нашите препораки се однесуваат на потребата од евиденција на лицата без државјанство и без лични документи, бидејќи тоа е забележано дека се уште е присутен проблем во општина Тетово, потоа да се обнови атмосферската и канализационата мрежа во малото Поток, каде што има најголеми проблеми и најголем број на роми, и конкретно на улиците Пролетерска, Прохорчински и Јадранска. Потоа исто така ромите од општина Тетово побара да се воведе факултативна настава на ромски јазик во основното образование, да се подготви доследно примени план за вработување на роми во јавната администрација со фокус на единицата на локална самоуправа, и исто така да се направи и теренска проверка на сите диво изградени објекти и да се понуди логистичка поддршка на овие граѓани со цел да ја завршат постапката за легализација на нивните домови. Проектот го спроведува Националниот демократски институт со финансиска поддршка од Националната фондација за демократија.